Почитувана председателка, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министар, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес не зборуваме за документ кој би представувал само финансиска рамка, туку тоа е политичка, економска и развојна порака. Предлог буџетот за 2026 година е основниот инструмент преку кој нашата држава ја покажува својата ориентација, својата визија и својата решителност за подобра иднина. А ние како парламентарно мнозинство предводено од ВМРО ДПМН имаме обврската да поставиме нови стандарди, да коригираме се она што беше претходно направено како погрешно и да го вратиме достоинството на институциите и на граѓаните. Во предлог буџетот за 2026 година се проектира економски раст од 3,8% и инфлација од 2,5%. Тоа е доказ за стабилизацијата по долгогодишните турбуленции предизвикани од погрешните политики на СДСМ. Денес економијата повторно расте континуирано. Веќе четврти квартал поред бележиме економски раст од над 3%. Заклучно со првото полугодие од оваа година бележиме кумулативен раст од 3,2%, односно продолжи позитивниот економски раст од 3% во првиот квартал и 3,4% во вториот квартал. Напредок кој е поздравен од сите релевантни меѓународни институции. Стапката на невработеност се очекува да се намали од 11,5% во 2025 година на 10,1% во 2026 година. Тоа значи нови работни места, повеќе можности за младите и повисок животен стандард. Буџетот за 2026 година предвидува приходи од 374,9 милиарди динари, расходи од 414,2 милиарди динари, дефицит од 39,2 милиарди динари или 3,5% од БДП. Ова е намалување на дефицитот во споредба со 2025 година кога изнесуваше 4%. Ние покажуваме дека може да има развој без расипништво, без расејување на пари, без коруптивни шеми за кои граѓаните плаќа со години. За жал, и до ден денес и во наредните години треба да ги плаќаме грешките и долговите направени од претходната влада на СДСМ. Задолжувањето е внимателно планирање со издавање на 20-та евроврзница од 950 милиони евра, од кои 700 милиони се строго за рефинансирање на обврските од 2020 година, а само 250 милиони за тековни буџетски потреби. Тоа е одговорно управување за разлика од авантурите на СДСМ за кои до ден денес не знаеме каде се потрошија толку многу средства од задолжување на македонските граѓани, а никаде не видовме капитален проект видлив со голо око. Но се надевам и верувам дека редно време е за истото да се позанимава посериозно јавното обвинителство во Република Македонија. Најважниот сегмент која одредува иднината на Република Македонија е вложувањето во младите и во образованието. Овој буџет го прави токму тоа. Ја засилува образовната инфраструктура, ги поддржува студентите, ја поддржува науката и создава услови кои младите ги заслужуваат. Министерството за образование и наука добива 45,7 милиарди динари, што е за 1,1 милиарда динари повеќе од 2025 година. Во високото образование 11,2 милиарди динари или зголемување од 305 милиони динари. Зголемување има за Универзитетот Кирил и Методи, за Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, за Универзитетот во Тетово и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. За Универзитетот Мајка Тереза се добија значителен износ на средства во 2025 година. Финки и ФФК значително и конечно ќе добијат современи и функционални згради. За нив се издвојува 32,5 милиони динари во 2026 година. Нашите студенти одамна го заслужија ова. Доста од импровизирани училници и лоши услови. Додека едни лажеа, правеа спотови и ветуваа студентски градови, ние наоѓаме решенија на проблемите. И најважно е што реализираме.
За програмата наука издвојуваме 823,4 милиони денари или 26% повеќе од 2025 година. Ова е едно од нашите приоритети, особено како влада на ВМРО-ДПМН, да се вложува во научната истражувачка работа и да имаме нација која што ќе води државата на едни здрави столбови. Никогаш повеќе претходно не се вложувало во науката како што сега се вложува и во 2025 година и сега во 2026 година, и повторувам, особен фокус ќе биде вложувањето во науката и во научно-истражувачката дејност. Дополнително, средното образование добива зголемен буџет, а особено сакам да го потенцирам вложувањето во инклузивното средно образование, кое што бележи исто така зголемување. Изградбата на спортски сали во основните училишта е зголемена за 44% или 113 милиони денари. Ова се инвестиции во генерации, во таленти и во иднина. Социјалните трансфери и понатаму се со најголема ставка од 136,6 милиарди денари за пензии, зголемување од 11,3% или 13,9 милиарди денари. Ова значи редовни и стабилни пензии, усогласување со трошоците за живот, достоен третман на највозрастните граѓани во нашата држава. За разлика од времето на СДСМ, кога пензионерите често беа и оставани на милост и немилост, а особено оние со минималната пензија кои најмногу беа погодени тогаш, а за кои тогашната власт не сакаше ни да слушна за нив, а не па да најде решение за зголемување на нивните пензии. Ние ветивме и реализирање веднаш по доаѓањето на власт, а внимателно ќе продолжиме и понатаму да се грижиме за повозрастната категорија на граѓани кои ја заслужува дефинитивно нашата почит. Во делот на економија и трудот се издвојуваат 1,2 милиарди денари за финансиска поддршка на инвестиции. Ова доаѓа токму со оној закон кој што го усвоивме, законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој што ќе ги поттикне инвестициите во нашата држава со поголема додадена вредност, односно инвестиции кои што ќе ја развиваат производствената индустрија, ќе воведуваат нови технологии и иновации кои што ќе создаваат одржливи работни места. Субјектите кои што ќе бидат корисници согласно овој закон ќе користат финансиска поддршка од државата со точно определени законски услови, а законот ќе почне да се применува од 1 јануари 2026 година. 16,3 милиони денари издвојуваме и за поддршка на малите и средните предпријатија. Програмата економски развој во делот на владата 1,7 милиарди денари или раст од 168% за привлекување на странски инвестиции и развој на слободни економски зони. Македонија повторно станува земја што привлекува странски инвестиции. Тоа ќе донесе забрзана економска активност, но и нови работни места кои што се како значени за нашите македонски граѓани да останат тука во Република Македонија. Од тука особено мислам на младите кои што велиме дека треба да бидат и иднината на нашата држава. Една од најголемите новини во развојната компонента за предлог буџетот на Република Македонија за 2026 година се однесува токму на разделот на Министерството за енергетика, кој што добива историски највисока поддршка. 1,9 милиарди денари за гасификација, што представува 1,8 милиарди денари повеќе во однос на буџетот за 2025 година. Ова е стратешка инвестиција за изградба на гасниот интерконектор со Грција, кој што доаѓа исто така и со силна поддршка од нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, а кој што ќе обезбеди ефикасна гасификација на Македонија. Ќе вложуваме за стабилна, ефтина и предвидлива енергија за домаќинствата и индустријата. Наједноставно тоа би значело помали давачки за граѓаните, а повеќе пари во нивните семејни буџети. И ова е стратешка инвестиција која што ќе донесе, повторувам, бенефит на многу долг рок и за идните генерации, не само перманентно за некоја година повеќе. За прв пат имаме и нова владина програма унапредување на животната средина, зелен развој, со кој што се предвидени 263 милиони денари, што представува нова буџетска активност на владата за поддршка на зелените и еколошки политики. Функцијата одбрана добива над 22 милиарди денари, зголемување од 8,4% или 1,7 милиарди. Ова значи модернизација, исполнување на НАТО критериумите и зајакнување на нашите капацитети во време кога безбедностите како е глобално загрозена.
Покажуваме силна посветеност кон континуираната модернизација и технолошко зајакнување на одбранбените капацитети, кое што исто така за нас како држава представувало и представува и сега стратешка инвестиција. Министерството за дигитална трансформација има зголемување на буџетот од 13%. Ке продолжи забрзаната дигитализација и реформирање на јавната администрација. Ова е едно од најпрогресивните министерства со признат успех во европските извештаи, особено се нотира и исполнувањето на обврските од реформската агенда. За поздравување се веќе воспоставените нови дигитални услуги за граѓаните, а во 2026 година ќе продолжиме уште позасилено со развој и користење на вештачката интелигенција за поефикасен сервис на граѓаните. Почитувани, се вложува и во капитални инвестиции, се гради и не се импровизира. Овој буџет прв пат по долго време има искрена, реална и изводлива развојна компонента која што, повторувам, ќе биде со изводливи и со видливи капитални проекти во секоја една општина, во секој еден дел на Република Македонија. И сега можеме да бидеме јасни дека оваа влада нема да дозволи повторување на грешките кои што ги правеше претходната влада предводена од СДСМ. Важно е дека оваа влада на ВМРО, ДПМН и коалицијата, како и парламентарното мнозинство, нема да дозволиме злоупотреби, дивење и необзирно однесување со парите на граѓаните, како што тоа беше случај претходно со претходната влада. Тоа значи дека нема повеќе неисплатени плати по институциите. Нема плати за фантомски вработени кои не одат на работа. Нема расипништво и плаќање на извршни исправи поради самоволија. Нема да има лажни километри на автопат, туку ќе се гради вистински. Нема авансни плаќања без реализација. Нема иновативни летачки магарења, вкусови за пица со милионски буџети и бинарни тоалети. Нема да има запоставени студентски домови додека има пари на сметки. Нема повеќе да недостигат пари за студентските стипендии, нема да има делби на општините на наши и ваши, туку државните пари се и ќе бидат пари на граѓаните подеднакво за секој еден граѓанин во Република Македонија. Почитувани граѓани, дозволете ми на крај да истакнам дека креирањето на републичкиот буџет, неговото носење, но најповеќе неговата реализација е најголемата одговорност која ни е доверена на нас како ваши представници. И кон секој еден денар, верувајте дека чувствуваме одговорност. Ова ќе биде градење на нова политичка култура. Ова е политика која е силно посветена на раст, на развој и градење на Македонија. Политика која ќе исцрта картата на Македонија со проекти на кои ќе бидат горди сите наши граѓани и проекти кои ќе останат и за идните генерации. Но затоа се прави и се гради со прецизен план, со стратегија и најважно со предвидливост. Нема да ветуваме нешто што нема да го реализираме. Сакаме да говориме со дела зашто и народот ни дава довербата. И силно сме благодарни пред се за тоа што народот ни дава довербата во секоја една мера, во секој едни еве веќе избори, во секој едни избори ВМРО ДПМН е апсолутен победник и верувам дека нема истото да го изневериме пред нашите граѓани кои што истото ни го дадоа како доверба само за да возвратиме со работа и со многу работа. Почитувани граѓани, за крај би сакала да го кажам дека предлог буџетот за 2026 година е стабилен, развоен, дисциплиниран, европски ориентиран, младински образовно фокусиран, социјално праведен и целосно во служба на граѓаните. Поради тоа давам поддршка на предлог буџетот за 2026 година, а за истото ги повикувам и сите колеги пратеници да го направат истото и да го поддржат овој буџет кој што ќе донесе голем бенефит и нови развојни проекти за нашите граѓани. Ово е буџет кој што носи иднина, ова е буџет кој што ја постави Македонија на патот на раст и развој и ова е буџет кој што го враќа достоинството во државата. Ви благодарам.